Алшар 2018 година е успешен. Времето послужи, масовна беше посетата на овој настан во село Мрежичко, велосипедизмот дефинитивно станува начин на живење. Најголемиот по значење и масовност настан кај нас во општина Кавадарци Алшар 2018 заврши една година подготовка, 3 дена траење. Се мораше да функционира безпрекорно. Така и беше. Времето се погоди, не беше како лани врнежливо. Приврнуваше, но тоа не беше пресудно, Алшар да биде тоа и што го очекуваа многумина. Камперите стигнаа во петокот, а за сите кои сакаа опуштање имаше забава, но и народна и забавна музика од познати диџеи. Од петокот и саботата испланирано и организирани настапите на групата Чардак, културно-уметничкото друштво Тиквеш, диџеј Славе, групата Бадасал. Заради дождот лакардиите на Паја не можеа да бидат прикажани. На манифестацијата продефилира мотори, АТВ и теретни возила. Соборот го поздравија Лазар Трајков од Тиквешкето чакџи, академик Блажо Боев, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, а стартот го означи нашиот најпознат кошаркар и спортска звезда од Кавадарци Горан Самарџиев. Сакам до сите да ви се обратам и да ви посакам убав и успешен ден, голема дружба, голема љубов, почит кон природата, голема внимателност. Ова е една од најубавите територија на општина Кавадарци, по делот на Скопна, Кожух планина и Алшар. Со среќа дека е и се гледаме после. Благодарам. Се надевам дека ќе ја видите онаа приказка која се кажува, барем во оној место може да ја видите. Бидите грабри, бидите горди, затоа што ова е исклучително добар настан. Пожелувам најголем успех во сето тоа. Бележиме зголемен интерес за планинарската тура која ја спроведе планинарското спортско друштво Орле, а полни беа и малата и големата велосипедска тура. Времето послужи, иако патеката имаше кал поради дождот кој паѓал претходните вечери. Издржливоста беше важна, затоа и најупорните кои извозија повеќе од 40 км беа задоволни на целта. Инаку на патеката ги видовме рекреативците и малите воздачи на велосипеди, оние кои сакаа да испробаат својата физичка способност, но и такви кои одат секоја недела на сличен евент на разни места, вистински професионалци. На патеката сретнавме и пешаци кои едноставно сакаа да пешачат поради собствена желба. Настанот заврши со традиционалниот ручек граф со колбаси, забава во кампот која се одолговлечи до 17 часот и доделување на лотарија на златниот велосипед кој секоја година го добива најсреќниот. Нема замерка, топ. Се година се побои, се па ќе не изненадува организаторите. Па да ти кажам, јас физички сум доста активен, работам, а кога сум со точако, значи психички се одмара. Ова е трета година поред кај што возам, трета година и за Алшар, една убава традиција
еден живописен крај каде што развојот на велосипедизмот во Кавадарци се подигна на едно повисоко ниво. Алша е традиција која што верувам и понатаму ќе продолжи. Природата е прекрасна, фантастична. Мене ми е познат теренот, идам доста пати тука и затоа и се одлучиме баш тука да идеме пешки на оваа тура. А ова година по прв пат го возам, последните 2 години учествував само без возење, да. Сега ова година го возам. Почеткот ова малата тура, па ќе видиме од година и натаму. Друштвото, возењето, се. Прекрасно се чувствувам, гледаме многу луѓе на едно место, сите расположени, времето не послужи, сите се, како да кажам, со спортски дух, не надпреварувачки, од рекреативен карактер и мислам дека ефектот е постигнат и дека од година во година ќе биде се подобро и се помасовно. Алшар ова година го помогна градоначалникот Митко Јанчев, Советот на општина Кавадарци, Кожувченка ДОО, Инел Интернационал, Дрекслер Мајер, Витаминка, Метал Апостолов, Слогапром, Ресторан Ексклузив, Камес, Екстрабус, Арнелмак и многу други. До гледање до Алшар 2019. RTK.mk ексклузивно ќе прикаже снимки од терен, како се одвиваше се на терен со разговори со учесниците и оние кои учествуваа на годинашен Алшар. Снимката ќе објавиме денови.